Во моментот немаме инвестиции во Бугарија, но сега разгледуваме. Инвестициите генерално што ги бараме се во IT технологиите и таму интензивно бараме некаде каде што можеме да имаме вложување, дали е тоа компанија која што е стартап или е па средно или нека поголема компанија која што веќе има етаблирано бизнес. Јас мислам дека идејата е првично, лесно, да се создаде бизнис со таа идеја, не е толку тешко. Мислам дека во Бугарија е доста лесно да се направи идеја и да се направи стартап компанија, затоа што тоа бара само регистрација на вашата идеја, и преку регистрација на правен субјект. Што значи првиот чекор е полесен, вториот е потежок, затоа што вие треба да најдете некакви пари, како што викаат парите доаѓаат од 3F. Тоа е фамилија, fools се некој што ќе ви поверува е будала, или friends, тоа се вашите пријатели. Тие се првите пари за да дојдете од негде, тоа е меѓу 5 и 10.000 евра. После тоа, вие доаѓате кај инвестициони фондови како што се нашите или некои други, за да ви инвестирате, отидете понатаму, да се развиете. Ја мислам, покрај тоа што беше кажано на семинарот дека треба да се развијат добрите патишта, треба да се развијат добрите комуникации. Мислам дека се уште има многу голем простор да се развијат меѓусебно двете фирми на поле на IT технологиите. Мислам дека тука нема некој посебно напредок. Има голем напредок во областа на развитие на трговијата, на нафтени продукти, на плин и слични продукти како што се нафтените продукти. Можда еве сега се спомна и на фармацијата, но уште други многу полења остануваат. На поле на храна нема голема соработка, може да се развие. На поле на IT технологиите, на взаемни програмирање меѓу компанијата исто така може да се развие соработката. Во Македонија можам да кажам дека сосема солидно, можда не е најразвиена, но доста солидно е развиена IT индустријата, поготово што многу меѓународни компании ги бараат македонските компании за програмирање на нивните софтверски апликации. Сметам дека регионов меѓу најевтините во светот за да се развиваат такви софтверски решенија, вклучително Бугарија. Тоа е развитието во стартап бизниси, во IT технологијата е основно, но не е и најглавното. Да кажам дека 5-60% е инвестициите во тоа. Секако сме расположени и за вложување во стартап идеи, бизниси, кои што не се во IT технологијата, кои што се можда во фармацевска или во механика или во нешто друго за кое што зависи некој како го смислил. Но не сме затворени само на тој